А сега повторно им се навраќаме нашите најмали гледачи. Знаете дека утрото го стартувавме со победничкиот тим, хорот од основното училиште Кузман Јосифовски Питу во Скопје, кој што освои 5 први места на хорски натпревар во Италија. Сега ќе зборуваме повторно за најмалите, за една интересна тема која што ќе биде особено значајна за оние кои што имаат мали дечиња. Именно веќе подолго време во Македонија се спроведува Монтесори системот на едукација и на образование. Малкумина знаат што значи самиот процес Монтесори и како тој изгледа и зошто е добар за најмалите. Токму затоа ова утро Никола Станков реши малце повеќе да зборува за Монтесорито како опција во образованието, а вие ќе имате шанса да дознаете нешто повеќе во продолжение. Во време кога се повеќе се зборува за квалитетно и индивидуално образование уште од најрана возраст, една скопска градинка повеќе од 3 децении успешно го применува познатиот Монтесори систем за едукација и развој на децата. Ова образовна институција работи според методологијата на Марија Монтесори, насочена кон развој на личниот потенцијал, самостојноста и креативноста кај децата од предшколска возраст. Според Божана Марковска, која е основач на ваквиот образовен пристап кај нас, моделот е директно пресликан од Италија, каде што преку внимателно осмислени дидактички средства и научни помагала се работи на правилен психофизички развој на децата уште од најмала возраст. Таа објаснува дека суштината на Монтесори методот е детето само активно да учествува во процесот на учење, преку практична работа и стекнување на искуства. Добивките се огромни, тоа го покажуваат веќе 120 години. Монтесори е застапен во скоро 60 држави во светот. Ги нема единствено на Антарктик затоа што и нема деца, но се смета за еден од најнапредните методи на едукација кој што е и најлесно адаптибилен за различните можности на детскиот потенцијал, но и е заснован на научните обсервации, научната согледувања кои што ги потврдува и денешната неврологија, кои што потврдува дека она што доктор Монтесори го направи врз основа на внимателна обсервација и наблюдување, да ја дизајнира таа Монтесори средина, кој што таа не ја нарече Монтесори средина ја наречуваат американците, но во нејзина чест се применува тој стил. Всушност позадината на тоа е научна методологија кој што му помага на детето да го развие својот креативен потенцијал на највисоко лично ниво. Предноста е во тоа што детето избира свој начин на размислување, гради свое искуство во средина каде што има материјали кои што му се надостапни, кои што имаат директна цел да развијат начин на размислување, креативност, инвентивност, одговорност, емпатија, солидарност, затоа што и групите се мешани. Во рамките на тоа постои и едуциран возрасен, кој што во таа средина треба да биде контактор меѓу детето и меѓу средината. Во нашиот традиционален систем се зборува дека децата во претшколска установа се наоѓаат во занимална. Јас мислам дека тој термин треба да се замени со еден друг. Во Монтесори децата не се во занимална, туку се развивална, затоа што тие бираат свој начин, свој темпо и свој ритам да се развијат на начин што нема одговара. Марковска посочува дека Монтесори системот најдобро се применува во првите 6 години од животот, периодот кога мозокот на детето се наоѓа во така наречена абсорбирачка фаза на умот. Токму тогаш, како што вели таа, децата најлесно ги впиваат знаењата, навиките и вредностите кои подоцна го формираат нивниот карактер и начин на размислување. Првиот период од развојот на децата се нарекува абсорбирачки ум. Тој абсорбирачки ум е карактеристичен само на децата првите 6 години, значи има специфика од 0 до 3, од 3 до 6. Од 0 до 3 е период кога детето го формира скицата на карактерот, од 3 до 6 веќе го полни тој абсорбирачки ум, во кој што треба да има различни видови на стимулации. Тоа треба да бидат материјали за когнитивниот развој, треба да имаме можности за физичкиот развој, треба да имаме можности за развивање, препознавање на неговите таленти, интереси и надареност на некој вид, веќе на 5-та, 6-та година се надзира. Абсорбирачкиот ум се појавува само еднаш во животот и тука прекинува. Меѓутоа, обучените
автентични Монтесори установи, се многу внимателни околу тоа што ќе се внесе во таа средина. Се мисли не во смисла на надворешни стимулатори, него и во однос на однесувањето и на каква емоционална атмосфера ќе се внесе и какви пораки ги приме детето, дали тоа детенце ќе развие доверба во себе, јас можам да го направам тоа сам, јас ќе станам независен, јас сакам да го станам независен, затоа што таа потреба за независност е вродена особина. Љубопитност е исто така и вродена особина. Денес во образовната установа на Марковска, воспитно-образовната програма ја следат повеќе од 30 деца од различна претшколска возраст. Во секојдневната работа се користат специјализирани материјали и едукативни помагала, кои заедно со менторството на едукаторите имаат цел кај децата да ги развијат логиката, размислувањето, креативноста, иновативноста, но и чувството на солидарност и меѓусебна почит. Според Марковска, во последните години се забележува значително зголемување на свеста кај родителите за тоа колку е важно правилно да се насочуваат децата уште во раниот период на животот. Родителите треба да размислуваат во насока на тоа да не ги изгубат првите 6 години од животот, значи да создадат перцепција што сакат, што очекуваат, веќе доволно се афирмирани од електронските можности што им ги дава интернетот. Исто така родителот треба да знае дека првите 6 години се темелно за сите образование понатаму. Многу е погрешен ставот да се размислува дека универзитетското образование е најзначено во животот. Не е така, тоа е докажано и од невропсихологијата и од неврофизиологијата. Мозокот најинтензивно се развива првите 6 години. Првата фаза од едукативниот развој е база за сите понатаму. Втората е база за третата и третата за четвртата. Значи да се стигне до некаде. Кога ќе формирате дете кој што знае да се почитува себе си, да ги почитува вредностите на другите, дете кој што има слобода да одбере што сака, да знае да процени, да знае да ги изразува своите чувства, да знае да ги почитува своите, но и потребите на другите, да развие емпатичност, да развие и креативен потенцијал, но и критичко размислување, тоа се вредности кои што се битни и потребни за иднината. Значи, овие деца ние не ги спремаме за сегашност, овие деца ќе бидат идните градители на иднината и така треба да се однесуваме, она што му треба на идната професија. Заклучокот е дека современото образование се повеќе се враќа кон методите кои го ставаат детето во центарот на вниманието. Монтесори системот преку индивидуалниот пристап и поттикнувањето на природниот развој покажува дека квалитетната едукација започнува уште од најраните години и представува важна основа за создавање на самостојни, креативни и одговорни личности уште од дете.